Можности за зачувување на матични клетки при породување има, но според досегашното искуство, барем во Гостивар, родителите не покажуваат многу интерес. Овие клетки кои се земаат од папочната врвка се користат во третманот на некои облици на тешки болести. Лекарите препорачуваат ваква инвестиција во здравјето, сепак велат дека ретко кои брачни парови одлучуваат да го направат тој чекор, најчесто заради трошоците. Интересот е многу слаб. Ние секогаш сме споменувале колку е важно тоа и зошто е важно и што се придобивките се од сета ова работа, но некако во глуво ухо попаѓаме секогаш или пак можеби сме такви што ни изгледа многу 2500 евра за да инвестираме во нешто многу капитално. Можеби за нешто друго, за некој тросет добар кожен да го купиме дома, не би правиле проблем, но за матични клетки би било малку знак прашалник дали ќе ги дадеме тоа. На гинеколошко-акушерското одделение во Гостивар годишно се породуваат скоро 600 мајки. Само 2 до 3 пара ги зачувуваат матичните клетки, и тоа се семејства во кои веќе има потреба од лекување на болно дете. Се зема крв, се зема дел од папчежната врвца и се зема дел од плацента. Може во пакети трите, цената би коштала некаде 2000 до 2500, не ме фаќате за збор сега, а има пакет каде што се зема за 1800 само крвта. Тогаш тоа зависимо од фирмата, кој пакет ќе го прела, и едното, и другото, и третото. Значи, се добро. Барем да се одлучиме и на едното, но од 583 раѓања во годината, дали сме имале 2 или 3 пациентки во годината кои се одлучиле на земање на матични клетки. И можеби, значи, од тие што имат едно дете со некои проблеми, да речеме хематолошки или ретко се одлучуваат, значи, така туку од желба да направат една инвестиција во нивните деца. Матичните клетки можат да се користат за третирање онколошки болести, нарушување на централниот нервен, како и на имунолошкиот систем. На листата на болести во кои може да се употребат за лекување се и диабетес, слабокрвност и некои метаболички заболувања.